Поднесениот закон за бранители од страна на Славјанка Петровска во име на СДСМ е сценарио за дестабилизација, изјави премиерот Христијан Мицковски, на што Венко Филипче од СДСМ врати дека димензија за меѓуетничка дестабилизација нема. Бидејќи така е картата на која што и тие и другите опозицијски партии, без разлика дали се од македонскиот блок или од албанскиот, ќе играат во периодот кој што следи. Мојот совет е на граѓаните да не насенуваат на ова, затоа што состојбата е стабилна, конечно почнуваме да се развиваме, расте индустриското производство, расте преработувачката индустрија, инфлацијата се намалува, инвестициите започнуваат, инвестицијскиот циклус, растат пензиите, се враќаат субвенциите на земјоделците, се тоа кое што е потребно за да се развиваме како држава се случува. Па јас мојата изјава ја почнав со 3 збора, а тоа е дека бранителите ја имале, ја имаат и ќе имаат мојата подршка. Речица и Бихачка има 7 години можност да разговараат на овие теми. Јас ви кажав која е целта и повторно сакам да алудирам дека тоа ќе е начинот како ќе функционираат тие во периодот кој што следи. Не можат поинаку да мобилизираат луѓе. Затоа што од голтари влегоа во политиката, милионери излегуваат. Од команданти излегуваат милионери. Тоа е суштината. Овој закон е со цел да се излезе во пресред на реалните потреби на барањата и на тие луѓе кои што имаат инвалидитет, преживеани и тие и семејствата кои што имаат загинати бранители. Така да сметам дека се што можеме да направиме во интерес на граѓаните, во задоволувањето на нивните реални потреби, ние го правиме и ќе го правиме и понатаму. И тука воопшто нема никаква димензија на некаква меѓуетничка поделба или некакво подгревање на меѓуетнички тензии.